Гоце Панговски, здраво. Многу ми е мило што се согласи да присуствуваш на овој виртуелен состанок, да снимиме уште една епизода на Збориме реално. Темава што ја отварам со тебе е мощна, актуелна, нели се работи за според помеѓу Македонија и Бугарија, односно ветото што Бугарија го наметнува на Македонија. Ме интересира затоа што верувам дека голем дел од граѓаните, од жителите на Македонија, македонците низ светот и многу останати ги интересира што се случува позадината на сето ова, некои историски моменти што му пркосат на тоа што го тврди Бугарија. Па те поканувам да си поразговараме. Кажи нешто за себе, представи се за оние што не слушнале за тебе или не погледнале некои од твоите емисии. Благодарам, Мартин, за поканата. Јас сум македонец, роден сум во Скопје, Македонија, 75-та годиште сум. Моментално се наоѓам во Америка, веќе едно 15-16 години. По една чудна, значи не е онаа класична приказна гастрабајстерска, да дојдам тука за да заработам пари, ама ете, се уште сум тука, имам деца и така натаму. Без разлика. Во Македонија студирав англиски јазик и историја на уметност. Тука завршив на Washington State University. Имам диплома по дигитална технологија и култура, така се вика. Буквално титулата е Digital Technology and Culture. Живеам и работам тука и многу време имам посветено на баш можеби највеќе на дигиталните платформи, на социјалните мрежи и така натаму. Како куриозитет, да речеме, на Твитер сум присутен од 2007 ми се чини. Мислам, кога во Македонија или пошироко во светот никој не ни знаел дека постои таква една мала социјална мрежа некаде и некои луѓе пишуваат по неколку карактери само и сега е глобален феномен. Само ќе те прикинам само кратко, можеби ќе доеш до тој момент, не знам, ама ќе сакаш ли да ни кажеш што те поттикна на ова што го правиш? И одеше кон тоа, ама те прекинав, ама што те поттикна? Не, слободно. Каде е таа мотивација и таа желба да пишуваш, да работиш, да истражуваш за македонската историја? Вака, значи мене историјата ме интересира од дете. Значи историјата општо, не мора да значи дека само македонската историја. Значи како предмет уште од најрана возраст во училиште, ама и понатаму ми била интересна, ми било секогаш како некој предмет на интерес. Дали било за, не знам, домородните народи во Северна, Централна или Јужна Америка или далечниот исток, Јапонија, да речеме, периодот на Сенгоку Џидај, имав некои идоли така од младоста, самураи и така натаму. Значи историјата ме интересира од мало дете. А македонската специфично затоа што македонец, но особено затоа што сме премногу напаѓани од соседните народи и многу често без никаква подкрепа за тоа и просто ме вадеше од такт секогаш кога и на најмало исполнување на таа некоја македонска посебност. Да речеме, ќе ти дадам банален пример. Постира човек македонска народна песна на YouTube, значи некакви да има не со национална конотација, него народна песна, да речеме, не знам, било која. И во коментарите гледаш стотици, да не речам илјадници луѓе од Грција, од Бугарија, па некои од Србија, кои што се препукуваат, не е тоа македонска песна, тоа е, не знам, наша, ваша и така натаму. И тоа од секогаш ми било просто фрапантно. Како е можно тоа се случи? Да. Добре, имаше оној документарен филм во бугарска продукција чија е таа песна, каде што постојат некои мелодии што се пееле, се свиркале по пазарите, па некој ќе начел, па ќе се испеал таа мелодија на
на својот јазик, но се согласувам, постои такви зајадливи коментари на YouTube. Запознаен сум со феноменот на негирање на македонскиот народ, на македонска посебност, што е апсурдно да зборуваме да истакнуваме посебност, кога тоа се негира, мислам, тоа нешто се случува на интернет, има јака пропаганда, држи таа пропаганда на разни канали, на Facebook, на Twitter, на Quora, каде што луѓе поставуваат прашања, например, дали Александар Велики бил навистина грк, да речеме, и после тука имаш нели такви некои високо артикулирани одговори и така натаму. И тоа некои луѓе ги засега и ти си еден од тие луѓе, но еве доаѓаме до момент со спорот со Грција, со ветото од страна на Грција, со ветото од страна на Бугарија, каде што овие работи не се така наивни, дека не се случуваат во некоја сфера на интернет изолирана, туку имаат импликации и импликациите ги гледаме пред очи секојдневно на вести, кога е актуелно, кога зборуваат историските комисии на Бугарија и на Македонија, кога Бугарија испорачува некои изјави и некои тврдења, некои барања, ние од оваа страна нели се чудиме, сме запрепастени дали ова можно, и фактички можно, тоа е само континуитет. Така што те молам доврши за поттикот во тоа што го работиш и така е. И да отидеме некаде со муабетов. За жал така е. Значи, како секој обичен човек, пред се сме луѓе, нели? Без разлика кој каде е роден, како израснал, со какви родители и така натаму. Значи, мораме да имаме некоја основно почитување како луѓе меѓу себе. И тоа од секогаш ме запрепастувало како е можно некој, да речеме, ние сите на Балканот сме во голема мерка народи слични. Некои културни релации имаме и сме имале со векови наназад. И менталитетот ни е сличен, можеме полесно да се разбереме. Табиети, гестикулации, реакции. Да, точно. Мислам, и тоа е нормално. Мислам, тоа воопшто не е чудно. А од друга страна ни се наметнуваат некои и со, да речеме, децении или векови се наметнувале некои концепти кои што може држат вода на некој интелектуално ниво, но нема вистинска подлога на теренот меѓу луѓето. Да речеме, не знам, еве како пример, пансловенството, да речеме. Да речеме, каква врска има некој човек од Македонија или од Грција или од Бугарија со некој си што живее на Владивосток? Да, тој човек таму живее, зборува на руски јазик, нели, тој е исто словенски јазик, има некаква врска, ама таму имаат луѓето повеќе контакти со луѓето од Кина, да речеме, или од Кореја, или... Добро, фасцинатно е за мене тоа дека на една толкава територија има јазик што има многу заеднички вокабулар, што исто така, нели, таа врска со санскритот, со јазикот што се зборувал и што се зборува во Северна Индија, Индо-Персија, да речеме, во минатото. Тоа е можно интересно, но нема примена тоа пансловенство, можеби онака како ако си се дружат, ако си истражуваат за меѓусебно, од политички аспект тоа така, нели, Балканот не држи нас овдека. Балканот е тоа што не интересира и треба да направиме можеби панбалканизам за меѓусебно разбирање, да не бе овие негации. Така. Одев кон тоа да сакав да направам поента дека не ми е јасно како може луѓе кои што израснале, живееле со генерации се тука на истото тло, едниве да се, не знам, качуваат на пиедестал себе, а другиот да го, не само да го ништо, да го негираат, да го, ако не го присвојат, ако рече, чекате, луѓе, ние сме блиски, ама не сме исти, да речеме. Како што вие имате право на некакво национално достоинство и така натаму, така имаме и ние. Тоа не значи да преде во шовинизам, да не сакам довршам мислата, па сакам да искоментирам нешто во тој поглед. Сакам да ти кажам, тоа ми беше и како поттик
од каде се раѓа, како и зошто ни се прави нам? Затоа што ми се чини дека како и секој друг народ, и македонскиот народ единствено што сакаме е да бидеме на исто рамниште со другите. Ако на некому му припаѓа одредени основни човечки права, национални права, не знам, јазични и така натаму, зошто нам тоа ни се ускратува? Знаеш, не бараме ние нешто повеќе? Наистина, не, Да. јас верувам дека и најголемите така наречени македонски националисти не бараат нешто, не знам што, нешто што е невозможно. Ама зошто па да имаме помалку? Да не Права од се, некој да друг. не, луѓето сакаат, односно луѓето не сакаат да се чувствуваат загрозени, Така. а се чувствуваат загрозени, се чувствувале загрозени, значи од самото слабење на Османлиската империја, луѓето веќе се низ историјата се чувствува една загрозеност. Значи не само од Аскерот и Башибозукот што веќе се разуздале, веќе немале команди и нели почнале да прават глупости. Ама тука има и други елементи, значи ги имаме пропагандите, ги имаме до таа мера биле успешни тие пропаганди на соседните држави, значи они веќе имале служби, биле веќе станале независни држави и дури пред да станат независни држави, они биле доволно да кажеме оплеменети со институции и со политичка свест, благодарение на големите сили да потенцираат, затоа што тука лежи зајако, така да не биле големите сили, ќе сме биле сите горе-доле да кажеме во поглед на независност, во поглед на таа борба на градење на национализмот, ќе сме биле тука некаде. Така. Знам како и тој коментар што претходно го наговестив, сега ги го кажам тоа што го мислам, зошто ни се случува ова. Уште од кога почна да слабе Османлиската империја, сите овие држави што станале национални држави, што добиле своја влада, рекле, окей, значи сите овие држави од западот имаат свои колонии, се зајакнале по пат на освојување. И барем јас не знам, може да ме исправиш, може други да ме исправат, ама јас чувствувам дека тоа е колонијалистички проект на секоја држава, значи на Грција, на Србија и на Бугарија. Албанија се уште не била на тоа ниво нели во тоа време. Е колонијалистички опит да се заземе територија, да се црпат низините ресурси, да се искористи трудот на народот и да се преобрати народот, како што тоа го правеле шпанските и португалските свештеници, сите домородни народи станале католици, така. Па сега бидејќи биле иста вера овдека луѓето, македонците, грците, бугарите, србите, немало потреба да ги конвертираат, туку ги денационализирале за да ги асимилираат. Така. Да, не си далеку од не знам дали сум го чул како ваква директна споредба со колонијализмот на западноевропските држави, но прави голема смисла затоа што баш така е. Значи, точно е, мислам, тоа е факт. Сите околни наши соседни држави се буквално ослободени и формирани се државите од самиот Николец до тоа да станат независни од големите сили. Од тогашна царска Русија, од Австро-Унгарија, Велика Британија, Франција, кај некого помалку, кај некого повеќе, кај Бугарија, буквално царска Русија. Значи да не е војната меѓу царска Русија и Турција од 1876 до 1878 година и подпишување крај едно мало место, сега е веќе значи тоа се наоѓа веќе во рамките на Истанбул, но тогаш не било. Сан Стефано место, тоа е таму е потпишнат тој фамозен Сан Стефански договор, кај што многу интересно, јас многу од бугарите самите тоа не го знаат. Ниеден бугарин не присуствува на тој чин. Значи Русија се бори со Турција и они потпишуваат договор. И целата администрација значи имаме мал милион независни документи, не само од руска провиненција, туку и надвор и од Бугарија и од Русија, кај што јасно се кажува дека Русија има интенција да направи тука една тампон зона, тампон држава,
своја, колку може да ја расшири повеќе, и тука доаѓа тој елемент на панславизам, демек словенска држава, не ги интересира дали ќе биде Србија, Русија, не ја интересира тоа. Ја интересира приближување и, ако може да ги освои, Босфорот и Дарданелите, значи излезот преку Црното море. Излез на Средоземно море, преку Црно море, а ако може и на Егејското море директна да има територија. Тоа е целта на царска Русија. И тоа и грофот Игнатиев, кој што е директно вмешан во тоа. Значи, а Бугарија тоа до ден денеска го слави како најголем национален празник. Мислам, да, абсурдно е тоа што таа Сан-Стефанска Бугарија траела колку дена? Не знам, 2-3 месеца, мислам дека е на 3 март е подпишано, а Берлинскиот договор се случува, мислам дека мај некаде или јуни, така некако беше. Неколку месеца, значи. Ама и тоа знаела Русија уште во самиот зародиш на тоа дека тоа нема да се оствари. Нема. Така, Гоце, во интерес бијќи се трудам, мислам, добро овие емисии да ги држам до саат и некои си 15 на минути, може некојаш да пречекуваме, ама сакам сега од таа историја малце да се префрлиме на денешниот момент. Зошто сметаш дека Бугарија ја негира Македонија, ја блокира Македонија? Дали мислиш дека е чисто поради историски причини, тој дисконтинуитет што го има во наративот, мислам не дисконтинуитет, туку нецеловитост во наративот на бугарската историографија за бугарскиот народ и за тој елемент што потоа го присвојува заедно со Пиринска Македонија, тоа се комитите, односно борбата за независност на Македонија. Дали тоа е главната причина? Дали Бугарија создава една таква, да кажеме, една лага, што денеска не може да коригира доколку прифати да постои, признае дека постои македонска нација, или како што тие викаат од 45-та година па нааму постои македонска нација? Не, него дали Бугарија може да прифати постоење на македонци, паралелно со постоење на бугари, пред да се појават Тито и Удба и сите тие небулозни тврдења што ги ваат од джепови и од ракави. Го гаѓаш проблемот, значи, директно во центар. И искрено, од се она што го гледаме, и ова не е од сега, значи сакам да биде јасно за твоите слушатели и гледачи и за сите што ќе не гледаат. Многу често во Македонија се прави една погрешна проценка дека ама што сега бараат бугарите или еве сега на овие им текнало нешто да бараат, па не знам што сакаат да добијат, или значи тоа е политика на континуитет. И Бугарија како држава, од кога е држава до ден денеска не признава македонци како посебен етнички, национален идентитет и така натаму. Да, освен изборите после Втора светска војна, тоа беше 1950 и некоја година каде што признава. 36-та, да. Значи, тоа е тој изблик и тогаш е толку слаба, толку е како да кажам, зависна и така натаму, и од Југославија, и од СССР, и така натаму. И има автохтона своја политика, иако е тоа на комунистичката партија предводена од Ѓорги Димитров, која што и претходно се залагала за истото, значи да се признаат македонци. Но заради како се вика информбирото и поделбата меѓу Тито и Сталин 48 година, полека Бугарија ја менува позицијата и во првите години дури го набедува Тито дека во Социјалистичка република Македонија, тогашна народна се уште, не се признаваат македонците, само во Пиринска. Значи, и таа е многу интересна историја на набедување на една меѓу друга држава, кој повеќе ги наводно, ќе речам,
ги брани правата на македонците, ама со време и едната, за жал, иако ние во рамките на таа СФРЈ, нели, остваривме неверојатни подвизи како народ. Од непризнавање до, да речеме, некаква, нема да речам полна, ама голема еманципација. Таа еманципација ќе искоментирам, мислам дека се била возможна поради политичко-географската изолираност помеѓу државите. Грција е под западно покровителство, Бугарија под исклучиво под руско, Југославија со тоа што е неврзана, и благодарение тоа македонците постигнуваат некои, мислам, почнува да се градат институции, да се утврдуваат институциите што биле зачнати во тоа време. Одлично пред Втора светска војна, после. Одлично го потенцираш тоа, зашто е многу важно и тогаш пак големите сили играат, да не речам, пресудна улога. Значи, има еден состанок меѓу Черчил и Сталин во септември месец 1944 година, октомври мислам дека е, во Москва, доаѓа Черчил во Москва и таму се прави еден фамозен, тој во историографијата е многу познат, се вика договор на проценти. На една мала салфетка на масата додека седат, значи тоа не е ни официјално, неофицијално, Сталин и Черчил прават договор кој колку ќе има влијание врз државите на Балканот. За Југославија се договориле 50-50. И ако размислиме добро и со неврзаните и се буквално Југославија беше ни таму ни вамо. Тоа беше добро за југословенските народи, зашто ние не бевме зад железната завеса на источниот блок, ама не бевме ни запад. Со други зборови, нели, беше сепак Тито некаква форма на диктатура и така натаму, не смеше кој што сака да збори против него или така натаму. Во таа смисла. Сакам да ти кажам дека имаме документи каде што британците особено се залагаат, да речеме, да остане Македонија, оваа Македонија, Вардарска, во рамките на Југославија и да не се размислува воопшто за некаква Сипиринска или Егејска Македонија. Да не се боричка границите, никако, да нема повеќе. Тоа британско размислување и начин на определба, значи да има некоја Македонија таму, добро, тие се бореле во Втората светска војна, тие имаат и мисии британците кај нас. Настон присутна е британска мисија, не руска, да речем. И многу добро знаат зашо се борат македонци, ама заради глобална своја предоминација и своји глобални планови не дозволуваат да се тоа да биде Македонија, да речеме, со Пиринска и со Егејска. Во договорот што го спомнав меѓу Сталин и Черчил за Грција е договорено 90% западно влијание, 10% источно. Сталин тоа го испочитува до таа мерка што, да речеме, граѓанската војна во Грција, што се случува од 46 до 49, каде што е, нели, левите сили против монархофашистите на власт во Грција, еден од главните команданти Маркос Вафијадис во интервју кажува, вика, еден куршум не е испратен од СССР. Помош. Југославија ги помага. Југославија и Бугарија ги помагаат, и во голема мерка една од причините зошто Сталин расчистува со Тито е тоа. За Тито да не се занесува дека некаков си поголем од него, дека он може да команда тука на Балкан и така натаму. Но, сакам да ти кажам, значи само да подвечемо дека сметаш дека таа подоба на влијанието помеѓу Британија и помеѓу Русија заради тие 10% што Русија, односно Советскиот сојуз, Сталин веќе ги распределиле, ги искористиле во некои други сфери, дали трговија, кој знае што, заради тоа тие не помогнале со оружје и со муниција. Апсолутно. Сталин игра на картата да ја придобие источниот дел на Европа. Него Полска му е поважна. Зашто му е пред врата. Грција му е далеко. И нема толку проблем. Има балканските држави му се тука, може да има како тампон зона. Грција е најдолу. Британците ги се уште тогаш ги интересира поморскиот пат. Они се поморска велика сила, нели, на светот, со векови претходно. И они им е важно
по Средоземното море да имаат слободен проток низ Суетски канал до Индија и до далечниот исток. Да. И го имаат. Мислам и го Па имали и го Има имаат. се Мислам, така вековни било. Да. некои планови. Да. Да се навратиме на тој момент каде што ова денеска со Бугарија има историски континуитет уште од да речем уште од 1762 година со анулирањето на Охридската архиепископија, па тогаш доаѓа бугарската екзархија во Македонија, почнува со свеучилишта. Тука почнува нешто да се случува. Стотина години подоцна, да. 1767 е укината. Да, 67 е укината, да. 1862 мислам дека ги праќа, односно грчките патрици одат кај султанот, нели според песната, ама ја укинува званично неколку години подосна и така и доаѓа екзархијата и тие веќе мислам си пушта свој влијание, но фасциниращо и покрај тоа Бугарија не успева да ги да го смени чувството на припадност на македонците. Иако биле како црква присутни во Македонија толку долги години, не успеваат. Сакам да прочитам дека од една, значи дел од изводок од книга на Петко Славејков, наречена Македонија во 1874 година, каде што пишува: најпосле македонското прашање излезе во јавноста и се појави во печатот. Ние велиме најпосле, затоа што ова прашање не е нова работа. Ние уште пред 10 години, 1864 година, слушавме од некои луѓе во Македонија дека тие не се бугари, туку македонци, потомци на старите македонци, дека македонците се словени, а бугарите татари и не знам што друго. На почетокот зборовите на овие патриоти ги земавме на шега и запаѓање во оган на нашите не толку сериозни спорови. Така ние мислевме до 1-2-3 години, кога новите разговори со некои македонци ни покажа дека работата не е само голи зборови, туку и во мислите, кои во мнозинството сака да ги спроведе на дело. И жално и тешко ни беше нам да слушаме такви зборови, но не се осмелувавме за ова прашање да говориме во печатот, бидејќи таа работа ни изгледаше доста деликатна, а посебно во ситуацијата во која се наоѓавме. Денеска тоа прашање излезе на пазарот, благодарејќи на невниманието на еден од нашите бугарски собреќа. Па сакале ние, сега или не, принудени сме јавно да истапиме. Само ќе те исправам за гледачите да бидеме прецизни. Статијата излегува во Вестникот Македонија, кој се издава во Цариград, на 18 јануари 1871 година. Значи, добро, значи дека погрешно наведено таму кај што сум ја нашол. Можеби, да. Има подолга деност Петко Рачев Славеков, некој можеби е печатна грешка, без разлика. Значи го потенцирам, значи 18 јануари 1871, затоа што требаше посетава на сегашниот нов бугарски премиер Петков да се случи на 18 јануари, па ја откажа нели пред некој ден. Да, случајно така се случи да не може да дојде баш. Да, после тој состанок на Румен Радев. Така. Одлично што ја потенцираш, таа е можеби една од клучните статии која што е одлична затоа што е од нивен извор. Значи човекот не е македонец, ниту е србин, ниту е не знам било што, туку е бугарин и тоа бугарин да речеме по тогашен некаков јазик врл. Значи во смисла асли бугарин кој што се залага сите да се бугари. И буквално им ги малтретира луѓето ако не се. Многу сакаат да ја релативизираат. Во Бугарија се избегнува, се крие, тие што ја знаат сакаат да релативизираат таа статија, но не можат. Да речеме едниот од нивните сегашни најголеми пропагатори антимакедонски во бугарското општество, во јавниот дискурс, се вика Љупчо Нешков, тој е главен на нината БГНС, агенција медиумска. Тој во многу интервјуа и на самата негова агенција, и на кога гостува на други бугарски медиуми,
сака да кажува дека не постоел македонизам, нити македонци, пред Стојан Новаковиќ, Србинот, да ги натерал некои си македонци во Македонија да почнат да размислуваат како македонци, како природен момент, не можело да ме директно Срби да ги направи, туку еве сад како да ги одвоиме од бугарите, ќе ги направиме македонци. Ама Да. проблемот негов е што Стојан Новаковиќ тоа има некаква таква дејност, ама тоа е околу 10-15 години после оваа статија. И сега Да. Не, мислам, јасно е и грците исто така, мислам, грчки историчари, национални историчари, националисти, наспроти прашањето за македонците и Македонија, имаат момент каде што велат, сите овие македонски дејци и револуционери кои се повикуваат на античкото минато, тие биле инструирани од страна на некои руси што дошле во Македонија во 1800-тите години, значи за се има одговор. Така ништо што било напишано црно на бело, тоа не се релативизира. Да, и не е само оваа статија, овој податок од Слави Кофим, уште многу вакви податоци каде што бугарите, мислам поетот Иван Вазов ги става бугарите, македонците и грците и ерменците, сите така натаму сите балкански народи им кажува по некоја карактеристика. Значи има многу такви и сега од друга страна имаме македонци во Бугарија што функционираат во бугарското општество, се членови на собранието на Бугарија, пратеници, имаме историчари што се чувствувале, се изјаснувале како македонци. Ќе наведам после името на еден таков човек кој има многу интересна изјава. И овие информации што ќе се случи ако да речеме ти те покани, не де Боже, тој Нешков на неговата телевизија и каже: "Океј, ајде Гоце, имај сега, разговарај со некого, кажи што имаш." Дали тоа некојаш може да се случи, бидејќи еве знам дека има еден човек, Виктор Канзуров, кој е бугарски апологет, мислам, пропагандист, така зборува за и не е само он, мислам на македонски телевизии гостувале луѓе со такви има бугарска партија во Македонија на како Колев, така натаму, значи сите ова е на диспропорционално, значи толкава нерамнотежи има, што еден човек од Македонија, историчар, не може да отиде во Бугарија да зборува со овие информации. Така, мислам искоментира нешто за ова и покрај тоа што нема што да се коментира, мислам жално е, апсурдно е, но тоа е и се чудиме. Во право си, значи тука е апсурдот. Значи Бугарија како држава, членка на НАТО и Европската унија, значи се става себе си на некаков си педестал и од високо сака да гледа Македонија и така да ја представува пред другите европски држави како дека ние сме заостанати, кај нас е проблемот, ние малтретираме луѓе, ние не им дозволуваме да се представуваат тоа што се, а на наши медиуми буквално доаѓаат луѓе како дотечниот Канзуров, кој што патем биде речено, еден од главните македономрсци кој што сега е починат, Божидар Димитров во Бугарија, тој го има наречено Канзуров професионален българин. Значи му барал пари, немој да трошиш пари таму во Бугарија на било што, туку дај ми мене пари и јас да се борам во Македонија, демек со не знам за некаква си бугарска кауза. И овој му вика, значи ти си професионален бугарин, за пари си бугарин. Да се вратам на ова што го збори. Да, мислам добро, фала што го сподели. Пак е. Апсолутно си, ја имам во стажувалката е битна информација, мислам, за сликата да имаме како што е. Ама апсолутно си во право. Значи, такви луѓе на наши медиуми постојано се повикуваат. Без никаков дури некогаш јас не ја сваќам ни поентата. Значи буквално и нонстоп сеат некакви си антимакедонски емоции и работи кои што немаат врска со вистината. Значи, и обично се во емисија со луѓе кои што заради, не знам како да објаснам, заради некакво свое достоинство не се усудуваат да им одговорат соодветно.
Затоа што се буквално не ми е јасно како може така некој човек на медиум да се однесува, како прво. А 100% си оправо, во Бугарија тоа е недозволено. И се ствара една во Бугарија, дури понекогаш искрено ти кажам, жал ми паѓа ако го разгледа човек тоа, младината таму, да речеме, кој што не знае многу за нас македонците, кој што немала контакт, кој што не едноставно нема информации, да речем, не ги интересирало историја или така, е постојано бомбардирана со вакви работи и тие за нас може да створат една крива слика, и најчесто е така, дека ние сме не знам дека само, да, не само што може, туку имаат тотално искривена слика. За жал. Сум бил на неколку такви студентски конференции меѓународни каде што и балкански каде што имало луѓе од студенти од Бугарија и немало еден таков настан каде што некој од Бугарија не почнало да дави, да обесува на таа тема. Чекај да ти кажам нешто, во една книга Македонија, Бугарија, македонците, викам човек, викам дај, знаеш како сикам зашо си дојден овдека, зашо и сите мислам тој историски наратив, тоа тропање во гради што го прави велико бугарството, мислам како да не можат без тоа. Јас се чудам после толку години, долги години, заснована држава, граници и така натаму. Со тоа, окей, верете, значи разбирам има некоја национална психологија, се коригира нешто, се компензира за некои работи, не дека име седно на бугарите за некои работи, но тоа прави една толку многу штетна политика наспроти соседен народ, за кој нивните политичари викаат дека е братски народ, а не покажува со дела дека е братски народ. Така имаме сличности, тоа е факт, збориме јазик, меѓу себе можеме да се разбереме, ама во менталитетот и во односот меѓу себе е толку несразмерен. Тоа што студентите, значи бугарската младина, тоа што го учи, бев еднаш на одмор во Бугарија. И истото ми се случи. Значи луѓе ќе здраво од кај си од Македонија, чекај малце една книга. Да ти кажам јас. Да, мислам, не абсурдно. Одиме. Јас имам една теорија. Толку ќе дојде наред само да кажам дека е толку неевропски. Тоа да бидеме обединети во разликите. Бугарија не сака да бидеме обединети во разликите, сака да ни го натепа тоа во глава, значи толку као патерналистички и надмено од висока некоја нога, така они се во Европска унија, така они се сериозна држава, тоа толку многу пати го имаат кажувано во последните 2 години, ние сме сериозна држава, значи наспроти нас тие се сериозни, ние сме несериозни. И најверојатно тоа е дел од таа дипломатска политика да не омаловажуваат во коридорите на моќ низ Европска унија, да кажат македонци тие мислам не ги бивате, видиме државата какви име. Мислам државата не е крш, има генеза тоа зашто е тоа така и не во мал дел и Бугарија одговорна за тоа, со нивната политика и така натаму. За жал. Нас ние не сме чисто со таа работа, но ќе го оставиме тоа за некој друг, па сакаш да кажеш нешто за Сега да дам и пример и јас имам една теорија зошто го прават тоа. Зошто јас мислам дека е покривање на една нивна национална фрустрација. Затоа што јас истражувајќи за нивната историја национална, еден од најголемите проблеми до ден денеска во бугарската историографија е така наречениот происход на бугарите. Значи имаат мал милион, да не речам десетина теории за тоа кои биле оригиналните бугари. Како се вика, научно поддржана теорија и во Бугарија и надвор од Бугарија е дека е некако си турански народ, кој што антрополошки може би имал мешавина и со монголите, ама не кога ќе им се каже тоа и кога им се презентира нивни научни изданија, каде што тоа се објаснува, тоа се прави една невидена
револуција кај нив и се набедуваат македонците дека ние сме, не знам, некакви расисти и дека ние нив ги, не знам, ние ги омалважуваме. Говор на омраза, за говор на омраза, говор на омраза против да. бугарите во Значи, предходната министерка за надворешни работи на предходната бугарска влада имаше една изјава каде што рече тие треба си, значи ние македонците треба да си ги научат корените кои им се, со други зборови бугарски им се, пред да бидат да ги пуштиме во Европската унија. И јас тогаш излегов од такви, има ми се чини 2 години скоро од тогаш, и на Facebook и на Twitter објавив еден колаж од ми се чини 10 бугарски научни изданија, каде што буквално се кажува дека бугарите биле турко-монголски народ, и ја поканив на јавна дебата на бугарски медиум. Значи, да ја скршиме таа виртуелна железна завеса која што тие поставуваат спрема нас, и постојано во Бугарија покануваат луѓе кои што се бугарски пропагандисти од Македонија. И сега ти, ако однесеш таков човек тамо, или ние да речеме, ако викнеме од нашите пирински македонци, и тоа не го правиме ние, ама еве да ги викнеме, мислам, нормално е като ама тие се репресирани таму, мислам, тоа тие луѓе подлежале на страшна тортура и психолошка и секаква. Не, поентата ми беше дека ако сакаме да ги дознаеме вистинските мислења, значи на еден, еве нека биде просечен бугарин наспроти просечен македонец, треба да ги сочиме и да ги презентираме во јавноста пред двете општества. Не само во македонското да доаѓаат секакви луѓе на главните медиуми, значи национални медиуми, како Канзуров, како такви слични, а во Бугарија ниеден македонец да не може да се појави на нивна телевизија. Да, мислам, они во крајност таа нереципрочност во бугарската политика, во бугарскиот однос кон македонскиот вопрос, македонското прашање, до таму што нели имаше еден напредок, да кажеме, беше истакнат како таков овој чин, меѓусебно се емитуваат националните телевизии на кабловските оператори и на првиот ден кога се емитуваше започна се емитува бугарската телевизија, имаше пропагандистички филм комицки, со комицка таква револуционарна содржина, а јас проверив за тоа дека не се емитува македонската радиотелевизија, македонска телевизија во Бугарија, тоа беше пред некое време. Не знам дали нешто се сменило. Само да знаеш дека тоа е заслуга на нашиот така наречен олеснувач во преговорите, господинот Владо Бучковски. Да, кој коинцидентно го сменија, мислам повеќе не е тоа на датум 12 јануари. Не ме радува мене тоа кога е на чело кај нас доаѓа влада нова, наводно нова, иако е од истата коалиција, истите луѓе, на чие чело застанува човек економист, без разлика, добро, нас ни треба помош во економијата, дај Боже да направи нешто конкретно во таа насока, но кој пред некој ден ми се чини на Канал 5 беше прашан, директно прашање, како ќе се однесувате ако Бугарија инсистира на тоа дека ние до 45-та година сме биле бугари, после 45-та сме македонци, што ќе одговорите на тоа? Неговиот одговор беше, не знам, јас не сум историчар. Па сега, види, тоа не е прашање за историчар, тоа не е прашање да речеме, што мислите вие на тој датум, да речеме, во средниот век, што се случило на таа битка, кој како, да речеме, тоа не е некоја специфика. Тоа е ти си или не си припадник на македонскиот народ, ти не можеш да се екстрахираш, да кажеш јас сум од Финска, па не знам сега. Значи, председател на влада на Македонија, на место е ова што го забележуваш, но сега за затер на овој историски момент што правиме ќе нема да не навлеземе во оваа дневно политичка, но релевантна тема, затоа што еве не знам, можеби се чувал, не сакал да изјава на телевизија, подоцна имаш изјава во интервју за Мија, каде што кажал која е црвената линија, нели македонски народ и македонски јазик, но нели тука не знаеме од која година, тука не е прецизирано, ќе го ставиме тоа бидејќи ние сме доле, така, Бугарија е горе и сега
тука пак таа несразмерност, нееднаквост во силите во односот влијае на тоа, го прави тоа стратегијата на Македонија. Не знам, значи како што кажав да не би навлегувал во таа тема, пак овие историски прашања сакам да ги видиме. Не знам и како прескокнавме до овде, но еве да речеме, пак не можеме да избегаме од сегашноста и од тоа дека освен таа, ќе се навратам нова, значи спомна за потеклото, или тие неколку теории што ги имаат во Бугарија за происходот на бугарската етност. Според моето разбирање на нештата, бугарите што дошле од степите на Волга јужно што слегле, биле некоја 10, 15, 20 илјадна армија, и тоа е еден од примерите во светската историја каде што мала на многу силна група навлегува во една територија и тука имаш мешање на идентитети, прима предавање на јазик и така натаму, нели генетска мешање, тоа го има во Вавилон, мислам дека не во Вавилон, туку во Акадското царство, каде што доаѓаат митани, кои се од кои според јазикот, според тоа што го ставиле од како лингвистички отпечаток, потекнуваат од иранското плато или од индоиранскиот свет некаде помеѓу. И владееле, нивните династии владееле со векови. Истиот овој пример, има многу такви примери, но еве еден таков пример, доаѓаат тие бугари се мешаат со народот што живее тука, тоа е некоја мешавина од нели пак балканска мешавина, па дошле римјаните, траки постоеле тука, пајонци, дако, како се кажат, од Дачија, да. И така натаму, нели луѓе од Анадолија, тука Балканот е место, пат помеѓу континентална Европа и истокот, значи имало мешање народи, но тоа што јас го чувствувам во однос на бугарското чувство по тоа прашањето на прабугарите, нема зашто тука нема стран с краја да е така. Тоа е фасцинантно, тоа што дошле бугари луѓе од степите и се измешале. Во Македонија го имаме примерот со куманите кои дошле на коњи нели и тие се еден таков интересен народ, и не само Македонија, стигнале до Егејска Македонија, стигнале до Унгарија и така натаму. Тоа е фасцинантно, сакам да кажам. Проблемот е тоа што во очите на Бугарија, тоа што ние во обид да го одбраниме македонството и македонските корени, се фаќаме за тоа и на еден начин го... Ама гледај зошто? Сакам еве ајде за нашите гледачи да објасниме еден според мене круцијален проблем зошто се потенцира тоа и зошто треба да се потенцира. Бугарија со децении наназад, не е тоа од сега, ама и сега се уште јазикот за кој е создадена глаголицата од Свети Кирил и Методија, а подоцна и кирилицата, според некои истражувачи директно од Свети Климент, може би и не, без разлика, тие го нарекуваат старобугарски јазик. Сега, во истото време, живи и здрави се тие ги нарекуваат прабугари. За некако да ги одвојат, ама во истото време се, значи како да објасниме, значи ова не е на тлото на Франција гали живееле, па дошле франки, и сега оди ти на некој французин и кажи му, немаш ти право да ги славиш галите, да речеме, како кај нас што се прави, немате вие право на античка Македонија. Тоа е нонсенс. Но да се вратиме на ова. Значи, јас многу често во распарави на интернет им викам, одговорете јасно и гласно. Дали јазикот кој што го зборувал Аспарух, Омуртак и сите тие оригинални бугари кои што дошле, без разлика од кај дошле. Народ, како народ имало преселби на народ. Тоа не е ништо чудно. Дали јазикот кој што тие луѓе го користеле и јазикот за кој што е направена глаголицата, со кој што се испратени од византиската држава, Свети Кирил и Методи на мисијата во Моравија, чии ученици се враќаат назад, па ајде и во Бугарија се примени, па Климент доаѓа во Охридско и има своја школа, дали е тој ист јазик? Ист јазик. Како може да е ист јазик кога целата научна светска
наука ви вели дека едниот е припаѓа на турански јазици и имаме негов директен наследник во Чувашија денесна и тие по некоја си државна политика праќаат таму делегации во научни списања зборуваат дека имаат врска со тие луѓе таму по таа нели оригинални бугарска врска. А од друга страна присвојуваш нешто кој што не е твое, ајде на нас, на србите, на хрватите, на словенците, на чешите. Се разбираме. Мислам, тоа е оригинал стил се вика тоа во Америка, знаеш. Тоа е еден непремостив проблем. И не можат, да речеме, во овие други држави не можат да го наметнат тоа, го наметнуваат во Македонија. Да ние прифатиме дека тоа некаков си старобугарски јазик од Солун. Да, е проблем за тоа што Бугарија сака да го гледа како проблем во однос на Македонија, а не е проблем за нивните историски книги да речеме да каже дека дошле бугарите. Види, има дихотомија тука. Има се ти ако тврдиш дошле, а од друга страна викаш дека старобугарски е јазиков на, значи јас не зборам на памет да не ме свати некој погрешно. Минатава година на честувањето на Свети Кирил и Методија традиционално на 24 мај, нели? На бугарската државна телевизија беше гостинка некоја си магистер по славистика. Мислам дека имам жената запишено. Клип извадив. Вика, јазикот на кој што зборувал Свети Кирил е болгарски јазик. Ова го изјавува на телевизија државна. Тоа е нонсенс. Тоа е мислам, тоа е на ниво, не знам како да објаснам, која глупост е тоа. Да, имаше реперкусија дипломатска што испорача Чешка и Словачка. Токму поради тоа што го именува, мислам си ги присвоја Свети Кирил и Методи дека напишале бугарската азбука. Нели имаше реакција за тоа минатата година. Но не се, ова продолжува да фигурира како една закачка, како нели тој говорна образа, значи не сме во Македонија се збори за таа поврзаност и за прашањето за овој бугарскиот јазик што го спомнуваш. И ние трпиме поради тоа. Но окей, да го оставиме тоа, мислам се го спомнавме, битно е. Заклучокот е дека не само за поновава историја од 1800-тите години па навака, туку и тој од историјата во Бугарија се преджвакува на начин што е подобен за бугарското општество, да се креира таа една совршена и ако дозволиш тоа етногенеза. И тоа не е нешто непоемливо. Тоа го прави секоја држава, да бидеме искрени. Значи секоја национална држава има свој национален народ. Има некои битови на nation building. Така. И тоа е нормално. Ама сега кога едната го наметнува на другата, тука се наоѓа, тука е проблемот. Значи, и во голема мерка, да не се лажиме, бугарите видоа грците што успеа со тој така наречен Преспански договор или спогодба, да наметнат. Значи, непоемливо е да потпише една држава со друга држава некаков си меѓудржавен договор во кој што се санкционира историја. Ти во меѓудржавен договор да кажеш вие сте ова и се наназад во историјата тоа сте, а ние сме друго, со кој што они наводно имаат право на античката Македонија, а ние сме само словенското и тоа до границава. Пази, во Егејска Македонија не. Да. Тоа е нонсенс. Да. Види Гоце, овдека КБЕЦ си има Западот, си има Европската Унија, си има КБЕЦ. Русија ги исклучиме бидејќи и она мешала прсти овдека нели со уште како што зборувавме претходно, но има тука една изолираност, една за време на студената војна, нели малце влијанието, како што спомнати 10%. Но Европа и незиниот колониализам и сите тие практики на градење на нација, како што били инструирани грците, бугарите, србите, подоцна македонците сватиле дека чека малце за да се изгради нација треба да се направат институции, треба да се има национален мит и така натаму, мислам мит условно кажано, нели, една да се изгради една генеза. Сите што се социјални научници што имаат некакво поимање од тоа, им е јасно дека е така, само на
на бугарски политичари не сакаат да констатираат такви значи научни подлоги, тоа се научни подлоги, тоа не е непоимливо за човек што е носител Точно. на функција на министр или на председател, да речеме. И сега имаме значи Европа, да кажеме, Европската унија која има една многу чудна за нас позиција и во однос на Грција и во однос на Бугарија. Не ја интересира Европската унија кој е во право или чии аргументи или чисто од хумани аргументи, хуманистички аргументи во прашањето на праведност. Значи не е важно тоа што македонското натежнува повеќе на вагата, него важно е, се разбира, важно е која земја е поголема, која земја има подолги, подлабоки односи, чиј народ е појак, да речеме, организацијски и така натаму, и во тој аспект, за жал, македонскиот народ не може да се пофали дека располага со такви спреги да може да не дека луѓето не прават ништо, нека не се преземаат дела. Ама ова се организирани структури и групи, мислам кога лингвистот Сузана Тополинска, полски лингвист, значи имаше видео на интернет каде што таа изјавува дека представници на Бугарската академија и разни некои лица од Бугарија ја следеле по ходници да ја убедуваат, значи ја влечеле за ракав да ја убедуваат. Гледате колку се и тоа се осветени на тоа. Негде 60-тите години. Значи, она што сакам да го потенцирам, бугарска политика не е нова, ова што се случува не е ново. Не знам зошто. Заклучивме дека сакам да потенцирам дека во Македонија постојано тоа го правеа претходно за Борисов. Кога Каракачанов и Захариева дава онакви ужасни изјави секојдневно против македонците, дека не знам, до 45-та не постоиме и така натаму. Некои во Македонија по нашите медиуми го протежираат тој став, ама Борисов не рече такво нешто. Пази се, добриот Борисов може нешто ќе направим. Сега истиот наратив го прават за новиот нивни премиер Петков. Да, значи фали кај македонскиот политичар, позиција, опозиција, можеби тука и не е битно кој каде, битно е, ама сепак треба гласот да се слушне и од секоја страна. Фали тука, што фали? Фали одлучност. Решителност фали да се каже дека нештото е такво какво што е. Мислам да се располагаат со овие податоци што ние овде ги дискутираме. Македонија се држи, ми се чини во една на цела оваа технологија, мислам во 21 век, ние ми се чини како Македонија нарочно да се држи македонците во некаква си магла. И луѓето што не се интересираат многу, а гледаат, мислам, многу ми е јасно што особено по старото поколение во Македонија, од не знам од 3 часот тамо колку почнуваат вестите на една од националните телевизии, ги гледаат сите до 10 саат навечер. И истите вести им се пречекуваат 10 пати, ама реална информација не добиваат. Значи нема информација од Бугарија директно или ние амбасадор немаме, зашто не омаловажуваат бугарите и со право, да искрено кажам, мислам ти да имаш таков спор со некоја соседна држава да немаш амбасадор таму, тоа на шо личи? Да, добро прашање, зошто нема? Зошто Македонија нема амбасадор? Мислам, Македонија се иззема самата своите капацитети, не ги распоредува, се иззема од тој процес на диалог преку амбасадори, преку нели такви канали, се иззема, мислам, тоа е очигледно дека тоа така. Ама човек за некаков си олеснувач кој што имаше, значи јас апсолутно презумција на невиност и така натаму, но имаше пресуда некаква дека имал некакви малверзации со тие тенковски делови токму со Бугарија. А добро, дали сме нормални? Најдете било кој друг. Да, ви Ама не, сакам да кажам, знаеш, без разлика кој е човек. Без разлика. Тоа може на било која држава, ако и се случува, значи ти самиот ги минираш тие преговори и желбата да поствариш нешто. Треба да поставиш луѓе амени.
Ние сме нормални и се возбудуваме, значи имавме сосем таков лагоден момент, штом доаѓаме до моментот на како Македонија реагира, односно не Македонија, туку како политичарите реагираат и колку народот се чувствува дека врзан, дека може да направи нешто. Пак ќе кажам, организации на локално ниво, колку брзо се активира тие бугарски издруженија во Македонија, каде што бугарите се репресирани, така? Колку брзо се активира реакција од македонски издруженија Нема. изостануваат. Имаме издруженија Така на е. бегалци, имаме издруженија на партизани, нивни потомци, да речем. Ама Значи имаме луѓе со поколенија што имале дедовци што биле комити, така? така е. Не организирано е тоа, пак се збориме за секојдневната битка во борбата за правдините македонски, што го имаме тоа во химната наша. Така. А борбата на што се сведува, значи Facebook според мене не е платформа или Twitter не е платформа каде што може да се направат некои работи. Така е, треба да послужи само како алат. Збор, го вреднувам тоа, значи го вреднувам тоа што ти го правиш. Ти изнесуваш информации, но во реалната сфера така. се чувствува отсуството. Добре, и тоа не знам, не знам како го третира тоа прашање Европската унија, гледа кај нас не се случува ништо, се случува, ама не се случува и викате па нови им е се едно можеби. И покрај тоа што сите овие аргументи. Океј, извини. Нема проблем. Сакам да се префрлам сега на уште еден податок. Интересен. Може би ќе го гледа некој во Бугарија, така? Па чисто вака да си поразговараме и за нив. Затоа што е добро да сме пријатели, така? Апсолутно. Јас сакам да сум пријател со сите бугари, да нема такви мислам че да ти објаснам нешто книгава. Да. Мислам окей, нели? Добро да дискутираме книги, ама отворено. Апсолутно. Секогаш не сум бегал од такви работи. Да, сакам еден многу интересен дел од книга на Стојан Христов, кој е македонец, родом од Костурско и кој, значи според биографските податоци за него, тој сакал да стане комита кога бил дете, но се преселува во Америка, завршува некако во Америка и станува државен сенатор на сојузната држава Вермонт. Така. Во Америка тој има неколку книги, тој бил посветен на македонската борба, на македонското дело, нели со големо Д. И во книгата Heroи и Heroes and Villains, тоа се херои и Assassins е оригинално. Assassins, значи херои и атентатори. Да, тој има еден дел каде што пишува дека бугарскиот премиер Александар Стамболиски имал кампањи низ Бугарија и ревностно се заканувал дека ќе ги масакрира македонците. Ова е во цитат. Значи, Стамболиски ги именува македонците, сака да ги отстрани, да ги потисне затоа што му се проблем. Се фалал дека ќе го задуши штрекот на работниците во железницата и дека ќе ги задуши исто како што ги задушил комунистите и дека наред дошли македонците. Тој потпишал договор со Србија во Ниш за заеднички да делуваат против комитите, кои делувале на територијата на Бугарија, денешна Бугарија, значи во Петричко и така натаму. Како одговор на заканите, комитите го убиваат бугарскиот министер за внатрешни работи Александар Димитров. Ова го прави Стамболиски многу гневен, поставува нов министер за МВР, Рајко Даскалов, кој е уште пожесток мрзаш на македонецот. И после ова следува тежок период, има репресија, потогаш се случува еден атентат, каде што на 9 јуни 23 година се случува атентат и пуч. На тој ден Стамболиски и неколкумина негови министри во владата и стотици партиски војници биле еднокрвно убиени. Министрите што куртулиле заедно со нивните штабови успеле да пребегнат во Југославија, каде што биле дочекани со отворени раце. Тамошните власти веднаш им дале задача да работат кон отфрлање на новата влада во Софија, која била предводена од Александар Цанков. Во овој пуч биле замешани ВМРО на Тодор Александров. Патем да спомнам дека при посета
на Белград јавно кажал дека македонците би ги товарил на воз за србите да прават што сакаат со нив. Значи ова е години пред да се појави УДБА и Тито и така натаму, а бугарски политичари ве повторно спомнува македонци. Така сакам да кажам дека не е така црно-бела историјата. Како што можеме да се согласиме сите, имало во Бугарија делувале македонци, имале многу силен контингент, значи имало миграција од времето на османлискиот период. Имало миграција, имало во тоа време, во 20-тите години имало половина милион македонци. Се изјаснуваат на пописот во Бугарија некои си 230.000, ако не се лажам, после Втора светска војна. 180 и тоа само е бугарите милуваат да кажат дека ги присилувал некој, но Сталин, да, вика дека ги присилувал Сталин. Јури Димитров, но забораваат да кажат дека тоа е само дел за Пиринска Македонија. Да, тоа е само еден дел. По цела Бугарија. Да, тоа е само еден дел. И значи со вакви и што се случува со македонците во Бугарија? Мислам дека има еден тоа дека не било црно-бело, тоа знаеме. Еве ги, ако збориме за историските врски, за заедничкото минато, заедничката историја на која се повикува Бугарија цело време и што Македонија се согласува, да, имаме заедничка историја. Ова е заедничка историја. Еве, ова е еден аспект на пишан, потврден дел од заедничката историја, што за Бугарија тоа не е заедничка историја. Така, Бугарија сака да ги присвои сите луѓе што нешто направиле корисно, да речеме, зборам за македонци што биле во Бугарија, како Ѓорче Петров бил во владата на Стамболиски, а да речеме писателот Абаджиев, кој е дете на македонски бегалци во Бугарија, пишува за македонската кауза, пишува книгата за Пустина, за гемиџиите. Значи тој не е така, тој не припаѓа во таа класа на македонски бугари, затоа што има различни така неподобни погледи. Голема и долга е, имаше што се случува со дали имаш некои сознанија, дали има податоци што се случува, сведоштва за животното искуство на декларирани македонци во Бугарија? Што се случува, се асимилираат, се приклонуваат кон општеството во голем дел, некои јасно изјавуваат својата етничка припадност, некои не. Има голем дел од нивните, како се вика, државен службен весник на Бугарија и од дискусиите во нивното собрание, да речеме, имам јас извадено некои, каде што на дневен ред било дошол со име и презиме доста фамилија од Македонија бежанци, да речеме после Илинденското востание или било која катастрофа што се случила, и се бара од државата Бугарија да им дозволи земја, да им даде помош некаква, и се става на гласање и се изгласува не, против. Многу такви. А македонците се снаоѓаат сами. Доаѓа до таква ситуација каде што, еве имам еден, да речеме, ќе ти го прочитам, во нивниот централен државен архив, се работи за документ од 1925 година, значи тоа е 2 години после владата Стамболиски. Ваше Величество, пишува во едно анонимно писмо до цар Борис III. Доста веќе не управуваат македонци. Доста е во Петричкиот крај од тиранијата на македонците. Значи, му испреќа човек бугарин писмо на царот свој, и му вика, не поробија цел народ. Следејќи го патот, не го следите патот на вашиот татко, ве молам, се преведам директно од бугарски, се извинувам, кој ја објави меѓусојузничката војна под притисокот на македонската емиграција. Ова го нагласувам затоа што во една линија Стамболиски и таа влада негова, во тоа време мора да се знае дека Бугарија е една страшна криза.
Тоа е после Првата светска војна, која што таа губи, значи таа е на губитничката страна и тогаш има репарации да плаќа, територии, мислам дека Добруджа тогаш и одземена и така натаму, и е во страшна криза и тој во голема мерка сака да се да ги оттргне македонците, бидејќи во тој период ВМРО на Тодор Александров во Перинскиот крај се однесува како познатата држава во држава. Дури даноци се собери. Прави што сака. Извоз, увоз. Бугарската власт нема пристап таму. Да, имале своји членови во претеници во собранието. Мислам, Так. луѓе кои биле директно и индиректно поврзани Так. со... Сега, зашто велиме дека не е црно-бела ситуацијата? 1919 година има едно писмо на Тодор Александров до Владимир Карамфилов од 6 јули, и другиот е деец на неговото ВМРО, кој што тогаш се основа, и му во еден дел му вели, писмото е за ја образложува автономијата, како да размислуваат автономијата на Македонија, како да се постават. 1919 година, потенцирам. И му вели, само тесниот болшевик Хаджидимов, значи Димо Хаджидимов, анархистот Герджиков. Герджиков е човекот кој што за жена ја зема несудената жена на Гоце Делчев, Јустинијана Каневче од Охрид. Значи да појаснам за гледачите. Шмекерот Велзевул, Велзевул значи ѓавол, Ѓорче Петров, и предавниците во минатото и сега на бугарскиот народ санданисти, значи луѓето следбеници на Јане Сандански, говорат и агитираат дека треба да се бара автономна Македонија, зашто таа е одделна економски и географска единица, со одделен македонски народ, со своја историја од столетија, и за да не ги плакале долговите на Бугарија, а некои од нив се закануваат и вака. Ако по чудо биде дадена цела Македонија на Бугарија, ние ќе се бориме со оружје во рака за тоа да не го дозволиме. Тоа е обединување. Значи види сега што зборува Тодор Александров 1919 година. Кога во 1923-24 ја сменува политиката, еден документ објавив пред некој ден на истиот датум, 30 декември, декларација една на ВМРО, кога почнува да се работува со Светскиот сојуз и кога доаѓа до зближување и на Мајсиот манифест, така наречен фамозен од 1924 година, се договараат сите македонски и леви и десни сили да се здружат и да си работат за своја Македонија, да не ги интересира ни една друга држава. За кратко време потоа е убиен. И доаѓа на чело Ванчо Михајлов, лакеот на бугарската шовинистичка политика. Па дури тој покасно, па и тој има некои изблици, дозволува во некои негови изданија тамо во Пиринско да се споменува Александар Македонски да се повикува. Кога не му одговара Бугарија. Па кога бега за времето на Втората светска војна, престојува кај Анте Павлич. Цела војна. Да, мислам за Ванчо Михайлов има многу што да се каже, не сум добро начитан, да речеме, за неговиот живот и дело, ама тој тиранин на се што има лик и прилика за македонска автономија и за македонска посебност. Тој има една идеја македонска независна држава да створи, ама со бугари во неја. Такви му се изјавите, такви му се прокламациите, иако не баш и кај него чиста работата. Има периоди кај што меша и лево и десно. Па после Втората светска војна им се нуди на американците да биде на нивна страна против сталинистите, за да заврши негде во 80-тите изгледа и крајот на 70-тите, да биде директно издржуван од бугарската државна сигурност, кој што е апарат на бугарската комунистичка партија и е под директна контрола на советското КГБ. Значи, асли комунистичка творевина безбедносна. Мислам, работите не се едноставни. Ама сите тие работи историчарите наши добро ги познаваат. И тие во Бугарија добро ги познаваат, ама се води една пропагандна војна и како што рековме, особено од бугарска страна, во Македонија се наоѓаат соговорници кои што се врескачи, се како што рековме во случајот со Канзуров, професионални българи. Тие самите така ги нарекуваат. Да речеме,
има еден Треневски, се вика од Охрид. Тој е во Бугарија живее, пребеган. Друг има Владимир Перев еден. Првиот на некаква си предавање на Канзуров во Бугарија станува и извикува смрт на македонизмот. За таков човек какви како нема диалог тука. Да, добро, мислам, Перев... треба тука Значи не може на психоанализа малце подложи. Да, ама сакам да ти кажам, го кажувам ова, замисли сега наши луѓе македонци тоа да го изјавуваат во сред Бугарија. Во сред Бугарија, пази. Да викаат смрт на българизмот. Значи, тоа не е дозволиво, не е добро. Нема како тоа да доведе до пријателство, до добро соседство. Што и да подпише едната и другата влада, тоа нема како да ги изближи народите. Да, имаше и сај и во медиумите имаше една интересна вест. Непознат маж поставил транспарент во центарот на Софија пред состанокот Консултативниот совет за национална безбедност на Бугарија. И на тој транспарент пишувало во Македонија нема бугари, само македонци. Така е и во Пиринска Македонија. Мислам, тоа да не беше толку наивно, ќе беше пресмешно. Бугарските служби се опасни. Само да, толку. Опасни се, да. Гоце, ја мислам дека зацапавме во Муабетов добро. Долга е темата. Долга е, да, од 10:40 сега, значи има Муабет, малце се расплививме, на моменти бевме концентрирани. Да речеме вака на кратко, за крај ако може да заклучиме. Еден мој заклучок е дека мислам тоа неколку пати го повторам, нека да бидам здодевен, но таа диспропорционалност, таа нееднаквост во овој однос што натежнува масовно на страната на Бугарија во секој поглед. Ние сме страната што губи, Македонија, односно македонците се страната што губи. Ризикот за сите тие да се разобличување на идентитетот, реформулирање и така натаму, за да можеме да почнеме да збориме со Европска унија. Мислам, тоа е едно тешко омаловажување, сите знаеме дека е така, тие знаат дека е така, не е хумано, не е фер, не е европски, не е за 21 век тоа. Не е. Другиот заклучок е дека народот во Бугарија живее под едно медиумско стаклено звоно, каде што вакви муабети, мислам, вакви податоци не допираат, за жал. Преку интернет нешто ако се дотркало таму можеби. И сега сакам да те прашам. Да. Сакам да те прашам што може да мислам, тешко прашање ова за мене ти го поставам. Тешко е прашање. Што може да се очекува од оваа ситуација во која што сме сега, каде што Кирил Петков, новиот премиер, требаше да дојде, одеднашка имал контакт со... Наводно е одложена, дека сепак ќе дојде, ама... Да, одложена, ама не се знае за кога, значи пред планираното гостување во Македонија, работна средба, го имаме тој консултативен совет на председателот, каде што се потврдува сите оние изјави што наводно премиерот можеби ќе целеше или можеби требаше да ги омекне. Ама гледаме дека не се дава. Радев, мислам, бугарскиот национализам, национал шовинизам, нема се предаде така лесно. Што може да се очекува? Јасно беше кажано, ќе повторам уште еднаш, бугарската политика нема да се смени, за жал. Децении назад, па да речеме повеќе од столетие, има разни амплитуди и разни нијанси, но таа е негаторска спрема Македонија и спрема македонците. И таа нема да се смени. И тоа е заклучок и од последниот нивен национален совет и директна изјава на председателот на Бугарија Радев и имам една, вчера баш ја гледав, мислам дека е некоја портпарол е на новата влада во Бугарија, на премиерот Петков, каде што изричито беше прашана и таа рече нема никакво поместување од бугарските национални позиции спрема Македонија, само ги надградуваме со тоа што ќе инсистираме на правата на бугарите во Македонија. Значи, според мене, за да има некакво помрднување, било какво, мора да се даде
фокус на тоа што се зема како позитива, да се фокусираат двете влади на инфраструктурно поврзување, на културно поврзување. А ако навистина мислат со историјата да се занимаваат, историчарите нека ја остават на историчарите, ама не со рокови, не со дека ќе ни се сменат учебниците во Македонија според теркот на Бугарија. И не со, да речеме, некои од комисиите што многу пати често се спомнуваат меѓу Полска и Германија, Франција и Германија, тие работеле со децении. Значи, и си работеле во позадина, па дури после многу децении е дојдено до некакви решенија. А не од тоа да зависи дали Македонија ќе биде пристапен член, дали ќе почне преговори со Европска унија, која што мораме да потенцираме е лицемерна, дволична, не ги застапува собствените стандарди. Значи, никоја држава во друга не пристапила кон ЕУ со некаков си услов да ја ревидира собствената историја. Такво нешто не постои. Значи, Европската унија, ако има некаква цел да си ги застапи собствените идеали и така натаму, и стандарди, мора да го примени тоа на било која членка, па и на Бугарија. Без разлика дали им е геостратешки подобна, затоа што е на Црното море излегува, па е блиска до Русија и затоа е примена на времето заедно со Романија, повеќе заради американски интерес отколку европски, ама тоа е друго прашање. Дали биле спремни тие тогаш, економски и така натаму и така натаму. Не може да се дозволува вакво уценување. Поготово не од буквално, јас го стално го пишувам тоа така, тоа не е национал шовинизам, тоа е наци шовинизам. Значи, буквално поставување на надменост, ние сме членки, вие не сте, и сега заради тоа вие ќе ги срушиме сите национални атрибути, за да вие можете воопшто да преговарате за некакво членство во некаква унија во иднина, од која што можеби некој што мислам од аспект на социјални поимање на проблемов ни социјалните науки, значи ни се на таква призма каде што сакаш да кажеш нешто. Не, само сакав да главната поента ми беше се спомнува често реципроцитет и тоа ми се чини најдобар начин да се постигне некаква искрена пријателство, сближување на народите, добро соседство ако сакаш. Значи да им се дават сите права на луѓето кои се идентификуваат како бугари во Македонија. И истото да се направи во Бугарија со македонците. Истото. Значи, реципроцитет. Како кај вас, така и кај нас. Не може во било каков договор едните да наметнуваат на другите. Тоа не ствара пријателство. Ние сите македонци денеска, начело со владата и така натаму, сите да прифатиме, не знам какви услови од Бугарија, утре ќе се родат некои нови генерации кои ќе што сте направиле бе? На шо личи ово? Значи нема тоа некогаш ќе направи проблем. Мислам дека и посериозно е од тоа, мислам прекорот ќе дојде и треба, ако се случи тоа. Старите како вика, чиста сметка, долга љубов. Долга љубов, да. Да, спомнав низ призма на социјални науки, ова што значи сите овие дисконтинуитети во наративот на националното градиво, во националното градење во Бугарија и во Грција претходно, има тука еден садизам во овој начин како, значи, непоместлив камен е Бугарија, сега како што се вака работите, и тоа е многу садистички, бидејќи тие процеси што се иницираат сега се погубни. Мислам, не ќе да видам толку мрачен, ама се на еден начин многу негативно се вразуваат, бидејќи народот овдека се чувствува обиколен и потиснат, и неприфатен, и несакан, и резигниран по сите тие прашања, како нема правда. Знаеш, кога некој човек како Кафка, да речеме, што ги има тие предикаменти во животот. Јозеф Кеј, да. Да, нема правда, зашо постојам тогаш. Све е веќе измислено, све е веќе поставено, утврдено, стегнато,
усмерено во некоја насока и нема што. И тоа е жално, мислам, Македонија има капацитет. Луѓето, поединците во Македонија имаат феноменален капацитет на ниво на сите останати европски земји. Мислам, не затоа имаме во ниеден поглед. Апсолутно. И жално, мислам, тоа си укажуваме што го знаеме и 20 и цела Македонија. Можеби има таква верба или разбирање. Јас искрено често кажувам, замисли да оваа енергија со која што се занимаваме за да се справуваме со овакво едно ненормално прашање, да ја усмериме, да ја посветиме на други сфери, подобар живот би имале сите. А ние треба да се занимаваме со нечии соседски фрустрации, национални, не знам какви проблеми, кои што се исторат на нашиот праг. Да. И ние треба да се занимаваме со тоа со години. Да, знаеш што, мислам дека Едајќи си го одговорам прашањето, ја мислам дека не треба да преговараме со Бугарија обострано, се согласиме ако е тоа возможно, ако не може и ние да кажеме чекате малце, ни треба малце време, имаме други занимации, да се олабави малце ситуацијата, нека помине некоја година и после тоа одново да се пристапи, значи да има ресет во овој однос и да се ревидираат односите. И од страна на Европска Унија, и од страна на Америка, многу битно, од страна на значи пак не сакам геополитички на тој начин да те сакам. И Русија не знаеме, ме разбираш? Така. Од каде да знаеме ние што е тоа? Знаеш што е проблемот? Тоа што го зборуваш би се случило во една идеална ситуација. Да ние имаме минимум, не мора општо, ама минимум национално единство. А ние тоа го немаме. За жал го немаме. Мислам ти секој гледа или партиски или не знам како. Извини само да те коригирам. Мислам тоа единство, тоа прашање ние немаме меѓупартиско единство помеѓу партиите. Они се представници на нацијата, ама ја мислам дека нацијата е одлучна во поглед на спорот и со Бугарија и со Грција. Представниците на народот меѓу себе имаат таков ниско ниво на комуникација, мислам, таа психа не можем да ја разберам како се изразуваат во јавноста. Тоа може поинаку да биде и да нема такви фрустрации во јавноста од тоа што го слушаат. Така? Не само тоа, туку главната поента е што не го артикулираат поривот и она со кој што како сака мнозинството да се справи со овие проблеми. Значи кукавици се. Мислам, искрено си кажеме, својот собствен кукавичлак, неспособност, некадарност со други зборови, сакаат да го скријат со тоа што, еве и да речеме, зошто се преговара тајно? Што е тајно? Кој има право да преговара тајно за мојот идентитет? Кој му дал право на... не премиер, крал биди ако сакаш. Ти немаш право да преговараш во моје име. Кој ти дал такво право? Истото беше и со преминувањето со Грција. Мислам, 100.000 пати им се кажа, луѓе, не си играте, тоа е вековно име, тоа на Македонија, тоа не е од сега. Како на претходниците тоа би го објасниле, луѓе кои што буквално загинале со тоа име на своите усни, или па на идните генерации, да им го објасниме, сега ние така, не притисна и по диктат смениш името. Госе, тема е тоа. Мислам, и тоа е тешка тема. Поентата ми е дека ние да имаме мораме да имаме едно национално... Знаеш, кај бугарите има многу разлики меѓу нивните партии. Ама еве, како што гледаш, излагаат со истиот став од претходната влада. Значи, не се будали. А жестоко беа спротивставени. Никој не е толку будала да има различен став и да се потопи. Значи, имаат некаков национален интерес. А ние, националниот интерес, ние до колку што е партиското место во некоја си... Националниот интерес е личен интерес. Мислам, личен за тие клики што раководат со политиките. И штета што мора да завршиме на оваа нота со нашите партии. Јас искрено верувам дека... Јас искрено верувам. Им дајме шанса. Ако се постават... Не, политичари од една и од друга страна, не би им дал шанс. Искрено ти кажам, не. Ама многу штета прават и тие така наречени
некои алтернативни НВО и така натаму, кои што лажно се представуваат како глас на народот, а не се. Не знам, се јавува од бугарска страна еден многу извикан во Македонија историчар Стефан Дечев, кој што е лајт верзија на Каркачанов. Каркачановци и други викаат од 45-та сте македонци, тој вика не е добро од 20-ти негде навака. Како бе ова што го цитираше од Славеков е од 1871? Тоа не било така. Значи, сакам да кажам, ја омекнува, мораме да впечатоците ги омекнува Дечев. Го читам, двете општества мора да изненадат луѓе кои што имаат желба за вистинско пријателство, за вистинско добрососедство. Зашто навистина сме најблиски народи и ние толку многу сме им дале. Значи наше си крв, гени се тамо во Бугарија. Од тука се отидени, често пати они велат, не знам, се повикуваат на генетски истражувања така натаму, колку сме слични. Викам да, ама кога ги правите тие генетски истражувања во Бугарија, сите што имаат македонско потекло, тргнете ги настрана. Тогаш направете генетски истражување за да знаете кои сте вие бугарите. А не луѓето што дошло од тука таму. Пак голема тема. Да. Мислам, сакам да кажам дека може да се заврши на позитивна нота, ако се има искреност. И за искрено пријателство на рамноправна основа, на реципроцитет, на вистина братска желба за просперитет и на едните и на другите. Зашто напред ќе одиме ако сме успешни и едните и другите. Да, ако има дупка од држава, и тие нема да успеат. Да. Сум идеалист по природа. И оптимист, но за 21 век, за втората деcenија 21 век ова е преидеалистичко. Како што звучи, вака треба малце некако померено. Мислам, зборам за глобалното чувство и глобалните тенденции што се одвиваат. Пак ќе кажам, мислам не пак него ќе кажам дека овој спор помеѓу оваа релација Македонија и Бугарија е еден одраз, да речеме, на рефлексија на нешто во светот што се случува. Така, да. И ќе видиме. Сепак, да станеме овде, ти благодарам многу што разговаравме, што зборевме реално. И ти посакувам уште многу такви пронајдоци, стати, архивски документи, уште многу нека никнуваат, нека ги има. Сепак имаат и некаква улога, на многу луѓе им значат и си има своја тежина, си има своја важност. Се надевам дека и луѓето во Бугарија дека ќе се подотворат кон вакви информации, ќе размислуваат со своја глава. Има такви луѓе, ама не можат да израз така им е на нив таму за многу работи, така што тоа е. Гоце, фала ти и се гледаме повторно во Ти благодарам многу за поканата, за, како што рече, искрениот муавет. Јас наистина баш пријателски, иако првпат, не знам дали гледачите знаат, ние воопшто не сме комуницирале пред ова. Имавме кратка комуникација за да се договориме. Првпат живот се гледаме вака со Гоце, така што така. Јас барем се чувствувам како да правам муавет со пријател кој го знам со години. Моето чувство е такво и ти благодарам за тоа, затоа што тоа е најреалното. Мислам, без да имаме некои стеги и граници на искажувањето и така натаму. И мислам дека ќе придонесе во јавниот дискурс овој наш разговор за можеби некој ќе извлече некаква поука од него. Така. Се надеваме. Имаме надеж, многу е битно. Така. Фала ти, Гоце. Поздрав се него. Поздрав се него. Само секунда, треба да стиснам end meeting for all, ќе прекине. Чекај.